Стариот и дотрен паркет во соборниот храм Свети Кирил и Методи стар речиси 6 децении и ќе биде заменет со нов гранит. Со тоа овој свет храм ќе добие и подно грејење. Целата реконструкција на подот е донација на верници, а со благослов на Тетовско-гостеварскиот владика господин Јосиф. Со благослов на нашиот ценет почитуван митрополит господин Јосиф Тетовско-гостеварски, кој навистина се заложи со многу напор, со многу труд, со донации на прекрасни верници од Тетовско-гостиварската епархија. Ќе поставуваме прекрасен гранит во црквата. Вие видовте во каква состојба беше паркетот од 57 година. Тоа за тоа време било исто како сега, што ќе биде величествено, но времето си поминува, си одминува, си го бара своето, бидејќи веќе од паркетот почна да мириса црквата, значи ќе биде подлога гранит и тоа ќе биде со подно грејење. Му благодариме најповеќе на митрополитот господин Јосиф, кој навистина се заложи со крајни сили и во овие сиромашни времиња, за да се најдат прекрасни верници кои што го почитуваат дедовладика и сите нас тука што сме свештеници, за да биде оваа црква во велелепно издание. На сите верници им порачуваме дека со благослов на дедовладика дека за околу месец и нешто, се зависи од работата, ќе се направи подот на Свети Кирил Методи со прекрасен гранит и со подно грејење, што значи во зима ќе биде топло, во лето ќе си биде ладна црквата, како што приличи на еден соборен храм, а исто така ќе биде со велелепна убавина од тој прекрасен гранит. Од соборниот храм Свети Кирил и Методи им порачуваат на верниците дека додека траат работите околу реконструкцијата на подот, службите ќе се случуваат во крстилницата на црквата, а ќе се одржуваат и свадби и крштевки. Свадби и крштевки, кои што сакаат може ќе ги правиме во крстилницата на Свети Кирил, кои што сака може и во друга црква. Не дај Боже опела, погреби, с краја да и далеку, ќе се прават во црквата Свети Димитрije или во другите цркви, се додека не се реконструира овој под на Свети Кирил и Методи. Значи паркетот е дотрен од 57 година, како што прочитавме. Господ Бог и тие што се залагале, нека ги прости сите што ете ја разубавија црквата со паркетот, но Господ сега нека дава сила и напор на сите оние што учествуваа во оваа хумана дејност, на сите оние кои што ќе учествуваат да ја украсат нашата црква. Им благодариме на прекрасните верници завчера што дојдоа, што го трнае паркетот за нецели 3 часа. Значи имаме прекрасна младина, почитувана, кои што не почитуваат нас свештеници, а особено и нашиот сакан и ценет митрополит господин Јосиф, кој многу се заложи за оваа работа, за да ни биде што поубава внатрешноста на црквата. Господ Бог, здравје, благослов, спасение на сите верници, на сите доброхумани луѓе. Господ Бог нека подари во велелепие да се изгради подот со прекрасен гранит. Одлуката за замена на стариот паркет со нов гранит и подно грејење во соборниот храм Свети Кирил и Методи била донесена на состанок помеѓу владиката Јосиф, свештениците и црковните одбори.